Време е за ново неделно видео. Во ова видео нема се задржуваме многу на обработка на биткоин, на чартот, на алткоини и слично, туку сакам да обработиме една, ако може да кажам, психолошка тема. Затоа што гледаме дека во 2025 година се што требаше се случуваше различно од тоа што беше очекувано. Затоа што нели секоја година, една година после халвингот, е најбулиш година за крипто, за биткоин и за алткоините воопшто, со самата ротација на капиталот. Но сега не видовме дека 2025 беше најбулиш година, па за алткоините се уште може да кажеме дека се во bear market. Уште од 2022 година наваму, алткоините се уште се наоѓаат во bear market. Накратко, ќе зборуваме зошто овој циклус е сменет и зошто повеќе пазарот не ги наградува трпеливите, како што беше претходно, туку оние кои најмногу успеваат да се адаптираат. Со години важеше истото правило. Нели, ако бидеш трпелив, си инвестирал на време и тој 4 годишен циклус се повторува, тоа беа значи едноставно лесни бесплатни пари. Секогаш чекаш 3 години и наредната година правиш 10-20x профит. Но видовме дека оваа година повеќе тоа го нема. Таквите движења не доаѓаат, импулсите беа кратки, брзи, имаме големи манипулации, имаме големи ликвидации на пазарот, какви што никогаш претходно немало, и целиот тој процес некако се смени. Токму затоа, ние одлучиме да ја смениме нашата стратегија. Како што кажав, ако сакате да успеете, мора да се адаптирате. Не може да ги следите секогаш истите правила, затоа што тие правила не секогаш функционираат како што очекувате. Денеска во крипто не е повеќе само ритейл секторот, како што тоа нели беше во претходните циклуси. Денеска веќе се вклучија држави, се вклучија институциите. Денеска тргувате против AI, против вештачка интелигенција, против ботови, против алгоритми. И тие ботови, тие алгоритми не чекаат за одлука или за направа некој чекор како нас, да треба видиме јасен тренд, да треба видиме јасен сетап, па да влеземе, па да чекаме. Не, туку движењата се случуваат во дел од секунда и сето тоа се одвива многу брзо. Затоа викам дека треба да се адаптираме, брзо да влегуваме, брзо да излегуваме, затоа што нема повеќе нели она како претходно чекам одличен сетап, сум трпелив и потоа што кога ќе влезам во позиција повторно сум трпелив, чекам нели пазарот времето си го направи своето да извлечем профит. Сега таа трпеливост повторно постои, но во еден поинаков аспект. Сега не си трпелив кога ќе влезеш во позиција, туку треба си трпелив да чекаш правилен момент за да влезеш во позиција, а кога ќе влезеш треба си многу активен, агилен и спремен за брзо да излезеш таа позиција. Затоа што гледаме кога ќе влезеш во позиција, нешто што се случува со часови, со денови, може брзо го снема за неколку минути. Тоа се случуваше многу пати, го видовме јасно на чартовите и мислам дека на сите ми е јасно за што зборувам. Затоа ние ја смениме стратегијата, а сега може да прескокнеме директно на некои главни потточки визуелно да ви прикажам што се случува. Како што кажав, нема се задржуваме многу на чартот на биткоин, ќе направиме само една кратка анализа од неколку секунди или минута, кажеме. Ова значи што го гледаме, нели е rising wedge формација и ова линија жолта е се уште сапорт зона која го држи биткоин. И се додека се наоѓа над ова зона нели на поддршка, може да очекуваме да го продолжи овој тренд. Значи, тоа е нешто што изгледа за сега барем уште позитивно. Инаку, ако ја гледаме ова 50 moving average линија, официјално ни дава сигнал дека сме влезени во bear market, затоа што кога е пробиена таа, биткоин влегува во bear market кој обично трае околу една година. Но дали сега овој bear market ќе трае една година или пак ќе трае помалку, тоа останува да видиме. Според овој индикатор, ако го гледаме стокастик RSI, се наоѓаме некаде на осмица, што е препродадена, многу ниска зона и ни дава сигнал дека цената на биткоин треба да се движи нагоре, да видиме некој скок. Секогаш кога овој индикатор бил вака ниско, може да забележиме, тука исто значи нели на единица двојка, кога бил вака доле, цената од 75 се искачила преку 120.000, овде кога бил доле цената од 55 се искачила преку $100,000 и исто така ако почнеме да враќаме наназад и го зголемиме овој чарт, може да го видиме истото. Значи секогаш кога овој индикатор бил вака ниско, цената на биткоин пумпала нагоре. Значи ова е на неделно ниво.
Сега, дали тоа пумпање, да речеме, ќе го видиме некаде до 100-102.000 долари или пак ќе оди према нов врв, останува да видиме. Но ако оваа формација, овој rising wedge, овие две линии, биде пробиена надоле, големи се шансите биткоин да се симне под 80, да го тестираме ова последно дно кое го имаме на 74-75.000 долари, и ако го пробиеме него, мислам дека многу реално е да достигнеме некаде околу 50-55.000 долари да ја ретестира ова 200 moving average линија, која што обично го представува дното на bear маркетот и од тука да видиме движење нагоре. Но сепак се уште немаме одлука, цената е нејасна, според овој индикатор треба да одиме нагоре и мислам дека изгледа позитивно, но ако ја пробиеме оваа линија, тогаш треба да се размислува за следните сценарија. Како што кажа, мора бидеме активни, цело време да се следат работите, затоа што се случува многу брзо. И она што го спомнав за 2025-та, нели, секоја година после халвингот обично беше булиш, најпозитивна и посебно неговата, да речеме, последна четвртина од секоја година, значи 2021, еве 2020, 2017, секогаш, значи во бул маркетот последните четвртини биле доста позитивни, а гледаме дека сега 2025 Q4, последната четвртина од оваа година, е минус 21% за биткоин и минус 26% за етериум. Значи ова е еден од најлошите перформанси после 2018. Значи 2019 сме имале минус 13, 22 минус 14, а оваа година која требаше да биде, нели, bull market, гледаме дека е една од најлошите после 2018. И затоа мислам дека доколку ова заврши вака, а многу е веројатно дека ќе заврши, затоа што малку имаме до крајот на годинава, мислам дека со ова официјално ќе добиеме потврда дека 4 годишниот циклус е сменет, е пробиен, затоа што доколку се беше исто како тој циклус, нели, ова требаше да заврши во позитивно. Многу брзо имавме нагло пат, за да се случува како претходните циклуси. Значи ова ни дава сигнал дека тој 4 годишен циклус е сменет и 2026 година може да очекуваме нешто позитивно. Значи според ова и според овој индикатор на неделно ниво. Затоа што гледаме кога овој индикатор се наоѓал, нели, на дното, му требало околу 4-5 месеци за цената да се искачи на нов врв. Исто тука, исто тука, исто од ваму ако гледаме. Околу 4-5 месеци. Што значи од ова дно ќе му требаат околу 4-5 месеци за цената да достигне нов врв доколку биткоин тргне натаму, што значи тоа би не фатило цела прва четвртина, да речеме, од 2026. Или ако видиме некое дно, декември, јануари евентуално, тоа би траело некаде до мај, таму некаде па скоро и до летото. Што значи дека 2026 според овие индикатори изгледа дека ќе биде позитивна година, а после тоа нормално ќе треба да се следи да видиме што ќе се случува. Тоа е тоа што се однесува до биткоин и до очекувањата, а сега повторно ќе се вратам малку на тоа што го зборував за стратегијата. Зошто ја смениме стратегијата, зошто се адаптиравме според овие движења кои се случуваат во овој циклус. Имено пред 6 дена објавив едно видео на Велдекс профилот на Instagram, исто и на мојот приватен TikTok профил. Некои може би го виделе, некои може би не, може го видите. Добив една порака зошто не објавуваме губитни трейдови. Па го објавив ова видео од VIP групата, од Trading полето, значи од декември, од почетокот на месецов, од како почнаме да ставаме трейдови, еве се сите трейдови, од 230 трейдови ставени, само еден, овој што го гледате Solana, беше затворен со минус. Се друго, како што може да видите, значи на ова видео, може и да си го погледнете, се друго беше затворено со профит. Значи од 230 трейдови, сите беа затворени со профит, единствено Solana беше затворена со минус и еден имавме на break-even, на нула, значи затворен, нели, без профит и без загуба. И ова овде е последното, today, кој е датумот само, ова мислам дека некаде беше околу 13-14, пред 6 дена, денеска сме 22, така, значи некаде околу 16. Ова се, нели, 23, 25, 22. Сега, после ова видео, сакам да ви
укажам уште еднаш, значи ќе направам сега во овој случај, ќе искористам приликава, продолжение на истово видео. Значи од овие резултати да видите што се случувало понатаму во месецот. Затоа ќе отвориме тука сега групата, еве го трейдинг полето, да се вратиме да ги најдеме тие каде беа, нагоре, 16 15, еве се. Значи 15 декември, 23, 25, 22. Ова е последната објава на видеото. Тао close 100% од позицијата. Еве го. И да видите од тога што се случувало. Значи повторно сме влегле во Тао Long, во R Long, Solana Long и еве се Solana затворена, R затворен, Тао со профит, Swing Solana, R Linea, Virtual, SPX, Jasmi и еве се истите позиции. Jasmi исто така затворен со профит, Solana 50% затворена, додадено на лонг позицијата на SPX, Solana затворена уште 50%, R затворен 35% профит, еве го Андреј исто неговиот резултат го објавил. Имаме додадено на Tao Long и сме влегле лонг на Ethereum, SPX еве го од предходните затворен со профит, Ethereum затворен со профит, Tao затворен со профит, сме влегле нели на Virtual и на Linea затворени 100% со профит, еве се резултатите. Значи како што гледате сите трейдови што се објавуваат нели во трейдинг полето, во истите влегуваме ние. Ние не објавуваме сигнали само колку да се дадени, туку тие се прецизно анализирани и во истите влегуваме ние, а потоа им ги споделуваме исто така нели на нашите членови. И без разлика дали е long, дали е short, BTC short, Solana, еве го Solana short, исто така сме влегле во Google. Значи ова објавено исто така нели на кога е 17 декември. И на BingX имате можност да трейдате исто така и со акции, и со злато, исто така кои се токенизирани. Сме влегле на Google, само да го најдеме резултатот. Ова е предходниот трейд, Андреј го објавил шортот. Solana, Ethereum сме влегле, Tao, Ethereum, Андреј затворил, Tao затварам на break-even, еве го, ова е значи break-even, кога затвараме нели трейд без профит и без загуба, на нула, каде што сме го отвориле. Нели кога движењето не оди во наша полза, подобро некош да се затвори тој трейд на break-even со нула. Еве го Google. Влез 300, еве го тука, значи на 302 со 22% профит затворена. Исто така и на акции има можност. BTC short, Solana short, еве се сите, Ethereum сите затворени, Solana short повторно сме влегле, Ethereum short, еве се повторно затворени. Ова значи да не ги анализираме сега нели сите еден по еден, може да ги видите резултатите. Linea, BTC и ова е тоа што го зборувам. Денеска, значи видеово додека го снимам. Денеска објавив Bitcoin short и Ethereum short. Само што влеговме, цената почна да се движи супер. Значи влеговме на 89.700 и на $3.040. Цената почна да се движи надоле, супер, пошто влеговме short. И овие беа во одличен профит по 10%, но како што кажав, движењата се случуваат многу брзо. Во минути се менува движењето на правецот на пазарот и цените повторно почна да се враќаат нагоре и имаме индикации дека ќе оди повисоко од нашиот влез. И затоа овие позиции ги затвориме со мал профит, еве го, значи не ми се свиѓа price action, цената супер повлече на влез, но RSI на 15 минути падна пребрзо, што дава сигнал нели да оди нагоре. Може да видиме уште малку памп нагоре, евентуално да ги тестира зоните кои му се од резистенс. И ги затвориме овие трейдови и видите што се случува. 89.700 отворен биткоин. Сега ќе ви отворам директно да видите. Значи ние сме го отвориле биткоин на 89.700. Цената, еве го, тука, почна да оди надоле и само што почна се враќа, ние затвориме трейдот. И видите сега, цената значи се вратила на 89.800. Значи видите повисоко отколку што бил отворен нашиот трейд. И токму затоа кажувам дека мора брзо да се реагира, да се пратат сите тие движења, за да нели не губиме пари, да може да извлечеме максимален профит. А кога сме веќе тука да гледате што се случува во групата, сакам да ви дадам уште еден краток поглед натре во Open Chat, каде што имаат можност да пишуваат и самите членови, нели своји идеи,
дискусии, прашања, што и да им треба. Тука се наоѓаме во топикот Open Chat и како што може да видите, ова се некои од мислењата на нашите членови. Еве што пишал Борис, одлични теми, штета што не влегов порано во групата, но никој пат не е касно. Исто така тука може го видиме добро неговиот резултат, дискусија од членови. Ме интересираше нешто друго да ви покажам. Да, Гулап, еве го еден член. Bingix вика е за почит. Доби $150 ваучер за трейд. Внимавајте добро. Значи, ова се $150 ваучер за трейд кој може да ги искористи. Може да отвори позиција со 5x leverage со $150. Што значи, ако таа позиција ја отворите со $150 со 5x leverage и направи, да речеме, 5-10% профит, вие имате околу 10%, тоа би биле нели околу 50% профит, околу $75 профит, плюс минус. Значи, ако направи повеќе, затоа што знаеме, ако погодите добра позиција, некој се случува некој од алткоините да оди под 15-20% во денот и рачунајте ако тоа е нели на 5x leverage, тоа се рачуна пати 5, што значи со овие $150 би можеле да направите уште $150 кои ви се гратис, кои ви ги дал Bingix, и сето тоа може да го направите само преку нашето партнерство. Во прилог на видеово го оставам и линкот преку кој што може секој да се регистрира, ако сакате да се регистрирате нормално. Сите оние кои трейдаат, користете ја Bingix, користете ги нивните бенефиции со нашиот партнерски линк. Ова е само еден од предностите кои ги добивате. Значи, ова не е прв таков ваучер. Мислам дека имаше и нагоре исто така објавено истиот член, еве го. Исто си добил ваучер од $120 претходно, затоа што нели често ја користи менувачницата, си трейда редовно, секој дневно со сигналите кои ги објавуваме. Еднаш добил ваучер од $120, сега доби ваучер од $150. Значи, ова ви е сето гратис, што го добивате на Bingix преку нашиот партнерски линк. А што се однесува до Bingix, тука ќе отвориме почетната страна на Bingix. Сакам да ви укажам нешто интересно. Beyond the Alpha. Bingix слави 40 милиони корисници на нивната платформа. Кога ќе влезете на овој дел, да ги видите деталите, тука имате спинови. Јас веќе сум ги потрошил. Може да си кликнете на некој од овие телевизорчиња и кога ќе завртите, нели ви дава награди. Еве се моите награди. Сум добил $30 позиција за да отворам ваучер, сум добил 1 Doge токен, 8000 PP, 5000 PP, $20 ваучер и $10 бонус ваучер. Значи, ова се нели од вртења кои сум ги имал. Со секој таск кој ќе го направите, нели тука имате дали трейдинг волумен, дали да поканите некој пријател да се регистрира преку вашиот линк, добивате дополнителни вртења на овие телевизори и со секое кликање, со секое вртење добивате исто така дополнителни награди. Значи, тоа е исто така нешто што го добивате едноставно, бесплатно, само со регистрација преку нашиот партнерски линк. И оваа кампања трае уште 4 дена активно. Потоа ќе има други кампањи, нормално ќе ви ги споделиме во реално време. Ова видео не сакам многу да должам, затоа што разбираме еуфорија, нова година, празници, дружби и едно друго, но мислам дека секој има да одвои 10-15 минути од неговото време да научи нешто и да ги види овие прилики кои му се нудат. Затоа што ако ги искористите, ќе ги искористите. Ако не ги искористите, тие ќе си поминат. Некој сигурно ги искористил, како што видовте. Имаме членови кои ги користат, кои си добиваат гратис ваучери на Bingix. Значи, нешто што секако го правите, трейдате, инвестирате, правете го таму, добивате дополнителни награди, дополнителни бонуси, ваучери, а како што видовте со влез во VIP групата, ја гледате успешноста на трейдовите. Мислам дека секој добро треба да размисли дали вреди да се влезе во VIP групата или не вреди. И во тој поглед сакам да ви дадам една многу битна напомена. Сите оние членови кои ќе влезат до нова година, значи ова ни е наша прва година, да речеме, што почнаме со Veldex, го основавме, го градиме, сакаме да работиме и понатаму, сите членови што ќе влезат до нова година, значи во ова прва година што ќе бидат со нас, за секогаш ќе имаат дополнителни привилегии со Veldex. И сите цени, сите пакети, сите нови проекти што ќе се случуваат за овие членови ќе бидат со посебни бенефиции, ќе бидат со посебни привилегии. А она што следува, не можете ни за да мислите што ќе се случува. Како што кажав, не сакам многу да должам, се гледаме во некое наредно неделно видео.
Не сакав да должам, но ова морав да го додадам, додека го монтирав видеово, додека не е објавено, како што видовте, значи денеска објавиме 2 сигнали, шорт на биткоин и на етериум, и двата ги затвориме за брзо, затоа што цената повторно почна да оди нагоре, и очекував нели да оди нагоре да ги ретестира зоните, и повторно ни се погоди одличен сетап, точно си дојде до зоните кои ги имавме поставено, и еве што направиме: Ondo short, Solana short, Ethereum, Bitcoin, SEI, Virtual, SPX, сите овие позиции беа отворени истовремено шорт, и еве се, SPX со 17% профит, SEI во профит, Virtual во профит, BingX, Ondo во профит, затворен се, само Ethereum остана отворен. Влегоме и на Solana short, и Asmi short, и на злато исто така short, да пробаме нели како ќе оди, сета тоа го тестираме. Додадено на Asmi short, Ethereum, Solana, цените тргнаа нагоре, еве го Ethereum затворен и затворен целосно. Ethereum close 100% со 18% профит и Asmi затворен 100%. Значи остана само златото и Solana моментално. Како што може да видите, секое движење е точно, прецизно фатено и сигналите дадени во реално време, отворени во реално време, и сите членови можат многу јасно и едноставно да ги следат. А сега, навистина, ќе завршам со ова видео.